Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Отстапуваме простор за темата на денот. Денес ќе разговараме за алергијата, бидејќи таа зема се поголем замав помеѓу популацијата. Од најраната до најдоцната возраст, луѓето имаат проблеми со секаков тип на алергии. По-конкретни и подетални информации за оваа болест ќе слушнеме од мојата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Еве повторно дружење, како што им ветивме на нашите гледачи уште минатата недела, да повторам дека од денес па натаму секоја среда ќе имаме дружење со Сашка. Сашка, дали би можеле по-конкретно да ни кажете што всушност представува алергија? Па вака, значи, самиот збор алергија во суштина представува процеси во организмот кои што се одвиваат невообичаени и како последица на тоа организмот создава антитела. Самиот збор алергија доаѓа од два збора, кои што алос, што значи друг, и ерго, што значи ред. Значи, кога ќе ни се внесе во телото страно тело, така наречен алерген, нашиот организам се бори и создава антитела. Таа реакција помеѓу антителото и антигенот се нарекува алергија. Така. Зошто некои луѓе имаат склоност кон алергиите? Точно е дека некои луѓе имаат поголема склоност кон алергија. Тоа може да биде причина падот на имунитет, а секако дека може се пренесува и генетски од родител на дете и се карактеризира со поголемо присуство на имуноглобулин Е. Тоа е значи антитело во крвта кој што ни го брани нашиот организам. Така. Кои се најчестите симптоми на алергијата? Како да препознаеме дека имаме алергија на нешто? Така, алергијата може да се манифестира локално, значи на одредена регија во телото и се манифестира со одредени осипи, црвенила, чешање, со затнат нос, течење на носот, чувство во ушите како да има секрет, па дури може да се јави и болка, атопичен дерматит, контактен дерматит. Или пак може да биде да реагира целото тело и тој се нарекува анафилактични, каде што се јавува тахикарди, чувство во устата, во слузницата на устата за трнење, тие кашлање, мидријаза, значи тоа се проширени зеници. Тие манифестации се, така да кажам, поопасни. Така. Како да направиме разлика помеѓу една обична настинка и алергија? Како се препознава тоа? На кој начин се вршат испитувања? Па, тие се многу слични. Значи, течењето на нос е исто како кај алергија, така и кај настинка. Гребење во грло исто е и кај алергија и кај настинка. Меѓутоа, со подетална преглед од страна на стручно медицинско лице, значи со земање подетална анамнеза, за колку често се јавува тие симптоми, претходни заболувања, значи како се манифестираат тие, може да се воспостави диагноза за одреден за алергија. Меѓутоа, алергијата за разлика од настинка е предизвикана од алерген, а не од некој вирус или бактерија. Така. Како се диагностицира? Да слушнеме, еве веќе нешто малку напоменавте, да слушнеме уште нешто. Како можеме да земеме диагноза за алергија? Диагностицирањето на алергијата може на повеќе начини. Значи, постојат тестови за диагностицирање. Тоа се тестови на кожа, провокацијски тестови и тестови со крв. Тестовите на кожа се најбрзи и најчесто употребувани. Тоа се со претходно спремни концентрирани алергени,
провокацијските тестови се изведуваат поретко и тоа се во специјални болнички оделенија. И крвните тестови, значи тие се изведуваат најчесто кај мали дечиња и кај пациенти со екзема. И во нив се испитува вкупната количина на тој имуноглобулин Е, значи тоа антитело. Така. Како се лекува? Дали постои можност, бидејќи вела дека некако обично некои алергии за кои што подоцна ќе ставиме акцент на нив и ќе ги спомнеме, многу потешко се лекуваат, а некои пак само се користи соодветна терапија и не се лекуваат, остануваат до крајот на животот. Како може ли вие да ни кажете вака како по ваша струка? Вака алергијата, значи третманот на алергија може со имунизација. Значи со примена на препарати кои што во својот состав содржат бета-глукани, колострум, витамини со јако антиоксидативно дејство, цинк, селен, бета-каротен, значи можат да ја заштитат превенција од алергиски реакции. Во нашето поднебје обично тој третман треба да започне во февруари пред појава на цветање на дрвата, тревите, и тој период е најсоодветен. Така. Зошто се јавува алергија на храна? Па алергија на храна воглавно се јавува од храна која што во својот состав има протеини и шеќери. Најчесто употребувана храна што предизвикува алергиски реакции, значи се млекото, јајцата, кикиритките, бадеми, лешници, јагоди. Храната може исто така да предизвика и системска реакција, каде што може да се доведе дури до анафилактична реакција, нели гушење, осипи. Така и слично. Правиме една кратка музичка пауза и брзо се враќаме во студиото. Така, еве сме повторно назад и продолжуваме со разговорот. Дали може да се искористат некои хемиски препарати со кои што може да се третира алергијата? Секако дека може, значи препарати кои што во својот состав имаат антихистаминска компонента, може да ги намалат симптомите на алергија. Тоа обично се исто така и назалните кортикостероиди се употребуваат за третман на алергија и може да се употребуваат подолго време за разлика од оралните кортикостероиди. Така. Сега веќе спомнавме за општо што е алергија, зошто се појавува, како може да се дијагностицира, тоа беше едно мало појаснување пред се за нашите гледачи. А сега, се почесто се јавува и алергија на сонце. Во што е причината? Така, па 10 до 20% од популацијата има алергија на сонце. Значи се јавува кај сите типови на кожа, без разлика на пигмент. Значи не мора да има влијание ако има потемен пигмент дека нема да развие алергија на сонце. Тука влијание, единствената причина е само изложеноста и тука влијание имаат УВА зраците и УВБ зраците. УВБ зраците прават оштетување на површината на кожата, додека УВА навлегуваат подлабоко, создаваат слободни радикали кои што може да предизвикаат и генетски оштетувања, со тоа го намалуваат и имунитетот, одбранбената способност на кожата и како последица се јавува осипи, црвенило, чешање, меурчиња. Како превентива за ова би сакала да нагласам, значи излегувањето на сонце обично во пролет и лето да биде постепено и со примена на одредени препарати за заштита од сонце.
со UV филтер. Так, верувам дека не постојат строго пропишани правила од која годишна возраст алергијата, да кажам така, стапува на сила. Но вие ќе ни кажете нешто за тоа. Дали постои строго пишено правило од колку години алергија на нешто почнува да го напаѓа човечкото тело, или пак не мора да значи дека тоа стапува на сила по самото раѓање на бебето? Така, најчесто алергијата се јавува во првите години од животот, но не е исклучена и понатаму. Значи, падот на имунитетот има големо влијание за да се развие некоја алергиска реакција. Така да и во сите доба може да се развие алергија. Так. Пред малку го споменавме и поленовиот прав. Тоа е некако најчест облик на алергија, најмногу децата се зафатени од тоа, а продолжуваат и во подоцните години, барем статиите кои што ги читаме велат така. Може ли на некој начин да се заштитиме од поленовиот прав? Поленовиот прав, значи, тоа се најчесто алергиски реакции, алергиски ринит или поленска алергија, кое што се јавува во пролет поради цветање на дрвата, во летото се јавува поради цветање на тревите и во есента поради коровите. Меѓутоа, со примена на препарати кои што во својот состав има цинк, цинк, бета-глукани, витамини со јако антиоксидативно дејство може да ни помогнат за имунитет. Исто така, во период кога има голема количина на полен, со често миење на лицето го тргаме поленот. Со што е можно помала изложеност на тој алерген, ќе ни биде од големо значење за да се намалат симптомите, тие непријатни симптоми на алергија. Так. Тоа би било од прилика се, мислам дека кратко, концизно и јасно опфативме се во врска со алергиите, но сепак добро е да се прават и некои превентивни прегледи, претпоставувам, кај стручните медицински лица и секако дека има лек. Ви благодарам многу што издвоивте време и што и денеска ни бевте гостинка и дадовте едно мало појаснување за оваа тема на нашите гледачи. Ви благодарам и на вас што ме поканивте. Так. Ние правиме уште една пауза и се враќаме повторно во студиото со друга тема за разговор.